во животот често ќе ни се случува да слушаме лоши вести и некој пат ќе не засегат нас директно или некој пат не неопходно ќе биде слушаш некоја лоша вест. Некој пат ќе се случи, често ќе се случи да се соочуваме со разочарувања во животот. Затоа што имаме одредени очекувања како нешто треба да биде, како нешто треба да се одвива и од денес ќе се соочиме со реалноста. А реалноста е дека убаво е да си планираме, да се замислуваме во главата како треба да изгледа животот, како треба да изгледа семејството, како треба да изгледат пријателството и така натаму, ама реалноста е малце поинаква. Некој пат тоа разочарување ќе дојде од некој што го познаваме, некој пат можеби ќе се разочараме од самите себе си во одредена ситуација, ама тие моменти ќе ни се случат во животот. И сите луѓе, мажи и жени за кои што читаме во Библијата, па и за тие што читаме во Библијата, за тие што читаме во црковната историја, за тие кои што лично ги познаваме, кои што се дел од истото духовно семејство, се соочувале со разочарувања. Личноста што седи пред тебе, за тебе, до тебе ова утро, има доживено многу разочарувања во животот. И некој пат ќе можеш да научиш од неа, од таа личност, како да се соочи со одредено разочарување или со одредена лоша вест. Пример, во Библијата кога земе има многу примери, кои што реков, секој маж и секоја жена за кој што читаме во Библијата, барем во одреден период се соочуваат со нешто кое што може да се опише како лоша вест или може да се опише како разочарување. Земете го Мојсей. Мојсей со сиот памет отиде да ги води израелците, ги води во Египет и да ги однесе во ветената земја. Тоа беше Божјиот повик за неговиот живот. И сите проблеми кои што ги мина со фараонот ги мина, барем очекуваше дека фараонот ќе се противи. Не очекуваше дека израелците ќе почнат да прават некои работи кои што не одликуваат, не се одлика за некои што велат дека веруваат во Бог. И излега од Египет, дојде кај Синај и ги вида Божите чуда, ги вида Божите дела. И додека Мојсей беше горе на планината, израелците што направија? Се викаат, ништо од овој нема фајде. Дај ние ќе се направиме наши идол, ќе се направиме златно теле и ќе му се поклонуваме на тоа теле. И Бог му вика на Мојсей, окей, тука сме, ти ги давам заповедите, ти кажам што треба да биде, ама враќај се доле бидејќи народов кој што ти го воведе почна да прави проблеми. И Мојсей му вика, извини Боже, ама не се мој, твој народ се тие. И тоа некој пат можеби треба нашиот став во однос на црквата. Не е црквата наша, црквата е Божја. И кога во црквата се случуваат некои работи кои што не ни се допаѓаат, ние слободно може да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, ова е твој народ. И ти справи се со твојот народ. И бараме милост за твојот народ, ама бараме исто така и напредок за твојот народ. И тоа беше лошата вест, една од многуте лоши вести кои што Мојсей се соочи и се на некој начин можеби разочарувачка вест. Земете го Давид. Давид слушна лоша и разочарувачка вест како резултат на неговиот греф. Сеќавате кога Лена да спие со Бечева и кога после тоа Бог му рече ова дете ќе почине. И он се молеше и се обидуваше да го предомисли Бог, ама на крај не успеа. Така што некој пат разочарувањата и лошите вести ќе бидат резултат на некој друг направил нешто, ама некој пат ќе бидат резултат на ова е моја одлука, ова е моја грешка, ова е мој греф и ќе треба да се носам со тие последици. Давид исто така дозна дека неговиот најдобар пријател Јонатан дека почина во битка. Не беше резултат на негова одлука. Ама сепак се соочи со една лоша, со една разочарувачка вест. Земете го пророкот Осија во Стариот Завет. Бог го повикува да му служи и некој пат ние се кажа, Бог ми даде служба, сега кој знае кога ќе биде супер. Ќе биде благословено, луѓе ќе слушаат, ќе се новораѓаат, ќе бидат благословени и тоа е така кога му служиме на Бог, дека стварно луѓето се благословени преку нашата служба, ама кога Бог му даде службата на Осија, после некој време му рече, иди земи на жената и почна да спие со други мажи. Почна си го продава своето тело. И Осија се соочи со таа разочарувачка вест. Ама таа разочарувачка вест го направи тоа што тој беше, ако може така да кажеме. Многу често болката во животот и предизвиците и тие некои разочарувања и вести кои што не сакаме да ги слушнеме, ако знаеме како да реагираме на нив, ќе не направат тоа што Бог сака да бидеме. Не дека Бог ги сака тие ситуации намерно да ги пушта. Ги дозволува, ама ги дозволува со цел да не обликува. Недела бевме, јас и Павле бевме на конференција во Бугарија, светска конференција на соборните цркви, и некој од вас мислам дека помал број од вас го познава, Дейвид Сандерс, еден проповедник, мислам дека тој е човекот кој што го ракоположи пастор Васе за пасторска служба. И човекот мислам дека имал дете со попречености кој што
почина пред неколку години, ама околу 40-50 години живееле заедно. И со солзи во очи ми кажуваше колку му беше тешко да го чува тоа дете, али вика, Бог преку тоа дете ме направи тоа што јас бев. Не викаше, јас сум совршен човек, далеко од тоа. Али вика, никој пат немаше да бидам тука каде што сум, ако не беше тоа дете кое што Бог ми го даде. На почетокот вика, кога Бог ми го даде тоа дете, му реков, или земај го, или исцелувај го, но не ми го оставај. Вика, му требаше на Бог околу 50 години да услиша еден дел од молитвата, го зема. Али вика, тие 50 години, така Бог ме обликуваше, преку сите тие проблеми, преку сите тие борби, преку сите тие неубави моменти кои што ги имам со него, и фалам на Бог за таа милост која што Он ми ја даде. Лошите вести некој пат, разочарувањата, таквите околности се околности во кои што Бог не обликува. Ќе го земеме за пример Неемија. Предпоставам некој од вас имате прочитано книгата Неемија. Се наоѓа одма после книгата Езра, во она што ние го нарекуваме денеска Стар Завет, ама евреите за нив нема Стар и Нов Завет, за нив има само Библија. Значи тоа што ние го нарекуваме Стар Завет, они го нарекуваат Библија. Во нивната Библија Езра и Неемија се всушност една книга, кај нас се поделени во две. Ама Неемија е еден од оние луѓе кои што од сите луѓе, нели како што спомнавме во Библијата, кои што се соочуваат со разочарувачки вести од време на време, е еден од оние луѓе кои што слушаат таква вест. И денеска ќе го видиме тој момент, ќе го прочитаме тој момент и ќе видиме како Неемија реагирал на тие разочарувачки или на тие лоши вести кои што ги слушнал. Станува збор за човек кој што работи како винар кај царот Артаксеркс, царот на Персија, и додека работел како винар кај царот, еден ден слуша доаѓа еден слугите на царот и му кажува, имаш посета. Оди Неемија да види кој е посетата и одденеш дознава дека е брат му Ананија и дека се уште неколку други евреи кои што доаѓаат да се видат со него. И седнуваат, разговараат, прават мовет и главното прашање во срцето на Неемија е следново. Како е нашиот народ кој што живее во Израел? Зошто го прашува? Затоа што отприлика 140 години претходно царот на Навуходоносор доаѓа и него странува со земја Јерусалим, ама го прави партали Јерусалим. Значи, остава мал број на луѓе во Јерусалим да живеат, најдобрите, најкомпетентните ги зема и ги носи во Вавилон. Значи, зидовите се срушени, храмот е срушен, вратите се изгорени, значи, градот изгледа за никаде. 140 години подоцна Неемија си живее, пошто има Вавилон, Навуходоносор го освојува Јерусалим, после Вавилон е освоен од Персија, ама Неемија е еден од оние кои што останале да се живеат таму. И вика, на некој начин е диаспората, еврејската диаспора од Стариот Завет. И го вика на Ананија како се нашите луѓе. И одговорот на Ананија, значи Неемија прва глава, ајде ги прочитаме првите 11 стихови, всушност целата глава, бидејќи тој ќе ни биде текстот кој што ќе го обработуваме денес. Вика вака, зборовите на Неемија, синот на Хахалија, во месецот Кислев, во 12-та година, кога јас бев во престолниот град Суза, дојде Ананија, еден од моите браќа, тој и неколку мажи од Јудеја. И јас ги прашав за спасените јудејци, за спасените, не мисли спасените, нивната душа е спасена, туку оние кои што преживеале и живеат во Јерусалим, што го избегнаа робството и за Јерусалим. И еве го разочарувањето со кое што Неемија се соочува. А тие ми рекоа, оние што останаа незаробени, се наоѓаат таму во земјата своја и се во голема неволја и понижување. И зидовите на Јерусалим се урнати и портите негови со оган изгорени. Тоа е лошата вест, тоа е разочарувањето. И еве нешто, и снарам дека овие следни стихови што ќе ги читаме, дека ќе научиме вака да реагираме на разочарување на лоши вести. И вика вака, 4 стих. Кога ги чув тие зборови, седнав и заплакав и бев нажален неколку дена. Постев и се молев пред Бога небесен и реков: Господи, Боже небесен, Боже величествен и страшен, кој го пажи заветот и милоста кон оние што те сакаат и постапуваат според твоите заповеди. Ушите твои нека бидат внимателни и очите твои отворени, за да чујат молитвата на твојот слуга, со која сега се молам дење и ноќе пред тебе за синовите Израелеви, слугите твои, и се исповедам за гревовите на синовите Израелеви со кои сгрешивме пред тебе. Сгрешивме јас и домот на мојот татко. Ние станавме престапници пред тебе и не ги запазивме ни заповедите, ни наредбите, ни законите што ги беше дал на Мојсей твојот слуга. Но
но еден од најважните зборови во Библијата. Секој пат кога ќе прочитате зборот но, застанете за момент, бидејќи ова е веќе точка пресвртница. Сеќавате на Јосиф и неговите браќа, кога почина татко ми, кога дојде кај него, нешто тато рече да не дираш, тоа ни го остави како аманет и он вика, уживајте. Вие мислевте зло, но Бог го сврте кон добро. Секој пат кога доаѓате на нас во Библијата, знаете дека ќе има некаква пресвртница, дека иде, може, што би се рекло, иде работата према подобро. Вика, но присети се на зборот што му го беше дал на Мојсей, твојот слуга, велејки, ако станете престапници, ќе ве растурам меѓу народите. Ако ќе се обратите кон мене и ќе ги пазите моите заповеди и ќе ги извршувате, тогаш макар да сте изгорeti кон крајот на небото, и од таму ќе ве приберам и ќе ве одведам на местото што сум го одбрал за да го воведам таму името свое. А тие се твои слуги и твој народ, што си го откупил со големата своја сила и со моќната своја рака. Ти се молам, Господи, нека биде увото Твое внимателно кон молитвата на Твојот слуга и кон молитвата на Твоите слуги, кои сакаат да го страхопочитуваат името Твое. Помогни му денес на Твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Тогаш јас бев винар кај царот. Тоа е прва глава од книгата Неемија. Ѕидовите и портите на градот се урнати и се изгорени. Ова е дијагнозата која што дава Ананија. И му вика, нашиот народ е за подсмев. Еве ги кои беа Божите ветувања. Бог им вети, ако ми бидете послушни, ќе ви биде добро. И од денес се наоѓаат во ситуација која што, ама воопшто не им е добро. И резултат, мислам, причината е многу едноставна. Неемија се исповеда, вика, не ги извршивме ни заповедите, ни наредбите, ни законите што ти не ги даде. И сега, кога читаме за срушени ѕидови во Ерусалим, кога читаме за изгорени врати во Ерусалим пред околу 2500 години, може би во искушение ќе бидеме да речеме, па добро, што има врскава со нас денес? Нели си имам јас доволно своји проблеми, ќе мислам што некои луѓе од Блискиот Исток пред 2500 години, што ѕидовите на градот не им биле изградени како што треба. И прашањето е каква врска има сето ова со нас денес. Не со ако некој дома нас има пукнати ѕидови или скршени врати, дека ќе треба да си го поправиме дома ѕидовите и вратите. Верувам дека ако погледнеме символично, ако погледнеме на овој текст, може да кажеме дека секој еден од нас има срушени ѕидови и има урнати изгорени врати. Пак ќе речам, не ви ја коментирам состојбата како ве дома по куќите и по становите. Ова зборам во однос на духовна гледна точка. Дека секој еден од нас има срушен ѕид. И денеска, додека размислуваме за овој текст, сетете се кои се тие срушени ѕидови, сите добро се ги знаете кои се срушените ѕидови. Сите добро знаете кои се тие изгорени врати. Некој пат ќе се однесува на нас лично, нашата вера. Некој може ќе рече, знаеш што, у последно време верата кон Бог ми е како срушен ѕид. Гледаш и у секој време ќе се сруши, ќе падне целиот. Некој пат ќе рече, знаеш што, мојот брак или моето семејство изгледа како изгорена врата. Ја гледаш и си кажеш што фајде од ова, не можеш да затвориш, нема ништо ефективно од неа. Не идат нештата како што треба да бидат. Некој пат срушен или срушен ѕид или изгорена врата можеби ќе биде некој пријателство кое што ни било многу драго. И одеднаш го губиме. И си викаме, Боже, ова боли, не сакам вака да биде, како што Неемија кога слушнал за срушените ѕидови, вика тажев, и ние знаеме што е тага како резултат на срушен ѕид, на изгорена врата. Ама секој од нас си ги знае тие нешта. Некој пат срушен ѕид и изгорена врата ќе биде заедницата на која што припаѓаме. Или одредени аспекти од заедницата на која што припаѓаме. Зборам за духовната заедница, за црквата. И ја гледам и си викаме, жал ми е што е ваква, сакам да бидам многу подобро, бидејќи Ерусалим, нели, тука на некој начин во центарот е Ерусалим на книгата Неемија. Ерусалим значи градот на мирот. И требаше да биде град кај што ќе процвет ќе има овдека. Ќе бидат благословени. Значи тука ќе доаѓаат сите народи да слушнат за Господ. Овие луѓе требаше да бидат сведоци за Господ, за неговата добрина. Наместо да бидат сведоци за добрината на Господ, евреите беа сведоци за неговата праведност и за неговиот суд.
И некој пат можеби ќе видиме заедницата или ќе го видиме нашиот живот и ќе го видиме можеби животот на нашето семејство и си викаме, а ова требаше да биде нешто многу повеќе од тоа што е. Градот на мирот стана градот на рушевините. Црквата кај што треба можеби да биде, да има и љубов, и заедништво, и радост, и да има процвет, можеби некој пат не е тоа. И си кажаме, Господе, жал ни е за ова што се случува. И тагата не е лоша. Ова е многу добар пример дека кога доаѓаме кај Бог да тажиме на некој начин, нема ништо лошо во тоа. Само прашањето е дали остануваме само на тага или одиме и чекор понатаму. Главното прашање во однос на ова за кој што сакам денеска да размислуваме е како реагираме на лоши вести. Како реагираме на разочарувања. Бидејќи секој еден од нас кога тогаш ќе слушне ѕидовите се срушени, вратите се изгорени, градот на мирот, тоа што требаше да биде, не е веќе тоа. И нема тука да навлегуваме, ќе видиме после во делот од молитвата кај што вика Неемија, вика сите сме ние криви за ова. И нема тука да навлегуваме зошто зошто нашите ѕидини не се така како што треба, или зошто се срушени, или зошто вратите се изгорени. Нема денеска да обвинуваме, да вперуваме прсти, туку да се обидеме секој пат во секоја ситуација од животот по Божја милост да дојдеме кај Него и да речеме, Боже, покажи ми Ти дали и јас имам удел во реалноста што овие ѕидови се срушени и што овие врати се изгорени. Не дека секој пат ќе имаме удел, некој пат стварно ќе биде независно од наши гревови, од наши одлуки, од било што, ама добро е барем со понизност да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, имам ли јас удел во оваа ситуација? И тоа не да биде за да се утепам јас, да се дотепам за тоа што е така, туку да знам која е мојата одговорност во ситуацијава. Имам ли одговорност и што е тоа што Бог очекува од мене да го направам, бидејќи Бог не ни ветил дека ќе живееме живот во кој што нема да има срушени ѕидови. Бог не ни ветил дека ќе живееме живот во кој што нема да има изгорени врати. Ќе ги има. И некој пат стварно ќе ни биде болно што ги има, ама таа е реалноста. Она што Бог ни го ветил, и тоа е главната разлика помеѓу оние што го имаат Христос во својот живот и Светиот Дух во својот живот, и оние кои што го немаат. Не е во тоа што го доживуваме. Не. Туку во тоа како реагираме на тоа што го доживуваме. И на тоа што ни се случува. И како Бог може да го земе тоа, и сетете се на примерот што го кажав со Девид предходно, како Бог може да го земе тоа и да не обликува во луѓето кои што тој сака ние да бидеме. Има еден цитат, можеби сте го прочитале, Џон Максвел има кажано дека не знам баш дали е точно така во проценти, ама е добра поентата. Вика, животот е 10% тоа што ни се случува и 90% тоа како реагираме на тоа. 10% што ни се случува и другите 90% е како реагираме на тоа што во моментот ни се случува. И најчесто во животот, како во ситуацијава со Неемија сега, ама многу често во животот, ние немаме контрола врз тоа што ни се случува во животот. Иако би сакале. Ние колку би сакале конците да ги имаме во раце и ние како ќе кажеме така да биде. Реалноста е дека скоро никој пат тоа не се случува. Единственото нешто врз кое што Бог ни дал, ако може така да кажам, контрола, е молитвата. Е предаденоста. Односно, нешто ми се случува, туку како реагирам на тоа што мене ми се случува. И еве реакцијата на Неемија. Кога ги чув тие зборови, кога дознав лошата вест, кога дознав тоа разочарување, седнав и заплакав. И бев нажален неколку дена, постев и се молев пред Бога невесен. Нема ништо лошо во тагата. Не знам, некои луѓе може би имаат идеја, не знам од кај има таа идеја, дека Бог очекува постојано да бидеме насмејани. И секој пат кога ќе те прашат како си, ти речеш слава на Господ, алелуја, мене ми е супер. Тоа не е библиско христијанство. Земете, читате ги барем 1/3 од псалмите и ќе видите што е библиско христијанство. Нели ќе има христијанство во Стариот Завет, ама сакам да кажам ако го земе како целина целото Свето писмо. Кај што доаѓа псалмистот и вика не можам ја више. Преку глава ми. Не можам, земај ги овие. Значи трни ги подалеку од мене, некој пат дури вика уништи ги моите непријатели, така натаму, ама поентата е некој пат и нема врска со неговите непријатели, некој пат псалмистот сам по себе не се чувствува добро.
И вика, нажалена е мојата душа. Копне е како срце, како срна по тебе, Господе. И свикам, каде е Господ? Немој се едно на псалмистот кога вика, каде е Господ? Немој се едно кога вика, непријателите мои ми викаат, кај ти е Господ, бе? Тоа па уште е полошо. Една работа е во себе да имаш борба, кај е Господ, не, действува се, молам, го барам и така натаму. Сосема друга работа е кога тие кои што ги познаваш, накој што си им сведочил, ти викаат, кај ти е тој Господ? Нели веруваше во Него? Нели му служиш? Има такви моменти. Е сосема веројатно кога ќе дојде, кога се сочуваме со разочарување, со лоша вест, со нешто кое што не боли, да дојдеме кај Бог и вика, плачев, седнав, плачен и бев нажален неколку дена. Некој пат тоа е првиот чекор кон промената, дека седнуваш пред Бог, плачеш, нажален си пред Него и кажеш, Господе, не иде веќе вака работата, бидејќи на Бог повеќе цени искреноста отколку лицемерието. Кога чувствуваме таа болка во себе, кога се чувствуваме повредени, на Бог му е помило кога ќе дојдеме кај Него и ќе речеме, Боже, јас сум повреден и не ми е сеедно отколку, еле слава ти Господи, толку си ти добар во мојот живот. Никој не ја одрекува Божјата добрина, далеку од тоа. Ама Неемија вика, јас пред Бог бев искрен и плачев. И кога се сочуваме со вакви некои вести, кога се сочуваме со вакви околности, имаме две опции генерално гледано. Едната опција е она што се вели да паднеш во духот, а другата опција е да паднеш на колена да му се молиш на Бог. Тие се двете опции. Сите реакции кои што може да ги собереме, да ги групираме во две групи ќе бидат тие. Едните луѓе паѓаат во духот или паѓаат во очај, а другите се паѓаат на колена и му се молат на Бог. Интересно е што пред да му каже на царот, Неемија му се моли прво на Бог. Со други зборови, кога имам ваква околност во животот, прво му кажам на Бог. Прво доаѓам кај Бог. Он е мојот извор. Он е решението на мојот проблем. Не дека нема да им кажам на браќата и на сестрите, на моите пријатели. Ќе споделам и со нив. И тоа е многу важен момент. Ама прво е, јас доаѓам кај Бог. Боже, еве ситуацијата, еве болката и на крај дури вика, помогни му денес на твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Со други зборови, еве ситуацијата, еве која е причината и те молам, покажи ми што е тоа што јас можам да го направам за оваа ситуација да се подобри. Некој пат за жал ние обратно правиме. Прво одиме кај луѓето и бараме од нив совети, помош, тактики, мудрости, зборови, советувања, споделувања и после тоа Господе, еве сега ситуацијава таква каква што е, помагај сега ти. Не ме вика прво одам кај Бог и после на втора глава кога земете да читате, он му каже на царот. Вика царот ме праша што ти му кажав, еве што ми е, еве што сакам да направам. Еве го кој е мојот проблем. Ама прво Бог, потоа царот. И молитвата на Неемија е доста интересна и ќе обработуваме барем накратко главните теми во неговата молитва. Ама она што прво го гледаме од него е добра е тагата кога е проследена со молитва. Кога е проследена со молитва, тагата во Божите очи не е нешто грешно, не е нешто лошо. Ама никој пат тагата да не ни биде крајна дестинација, туку да биде само попатна станица. Крајна дестинација, според тоа што го читаме во книгата на Неемија, според тоа што го читаме во целата Библија, Божјата волја за нашите животи и крајната дестинација да е молитвата и разговорот со него. Бидејќи ако само тажиме, и ако само жалиме, и ако само се чувствуваме разочарани и повредени од одредена ситуација, многу се мали шансите дека ќе има некаква промена. Туку само стана се полошо и полошо. Промената, библиски гледано, дојде тогаш кога луѓето почнуваат да се молат. И сега некој ќе рече, абе јас се молам толку време, не иде кон промена работата. Не викам дека ние може да ги смениме луѓето. Промената во однос на мојот живот, во однос на мојата ситуација, во однос на тоа што мене лично ме засега, доаѓа тогаш кога му се предава на Бог во молитва. А нелетко промената ќе дојде кога ги предаваме на Бог и другите во молитва. Кога се молиме за оние од кои што на некој начин произлегува болката или произлегува тоа разочарување. И замислете Неемија да речел, баш ми е жал за зидовите, баш ми е жал за вратите, ама што си дробеле, тоа нека се сркаат, мојот живот се продолжува напред и тоа е тоа.
Замислете оваа книга да завршеше, да беше само една глава. Првите неколку стихови. Или првите 3 стихови. Или првите 4 стихови. Дојде Ананија ми кажа за никаде ситуацијата, јас плачев, жалев и крај. Готово. Тоа е тоа. Немаше да имаме изградени зидови, немаше да имаме обновен завет на израелците со Бог, ако не беше молитвата на Неемија. Кај што он вика, Боже, сгрешивме, ама ти си милостив. Боже, еве колку лоша ситуацијата, еве што ме повредува, ама ти си милостив. И покажи ми што е тоа што по твојата милост јас сакаш да го направам во оваа ситуација. Замислете Мојсе. Мојсе кога се симна од Синај, кога Бог му рече иди види го народот прави грев, блудствуваат, и кога виде целата ситуација, после релативно кратко време Бог му даде многу интересна понуда на Мојсе и му рече, знаеш што? Дај јас да ги сотрам сите овие и од тебе ќе подигнам нов народ. Знаете колку добра понуда, колку може и предпоставам во искушение Мојсе, барем за момент. Рече, стварно моите деца ќе владеат, што има тука некои други да владеат. Моите деца ќе видат тој народ. Мојсе вика, не, Боже, се застапувам пред тебе за овој народ. Се застапувам пред тебе за овие, ако може во контекст на име да кажеме струшени зидови. Те молам, биди милостив. Биди милостив и немој да ги уништуваш. Молитвата на Неемија. Има неколку главни теми во молитвата на Неемија и ќе ги обработиме барем накратко, иако може и треба да се каже многу повеќе за нив. Ама Неемија започнува со оно што го читаме во 5 стих, вика, Господе Боже небесен, Боже величествен и страшен, кој го пази заветот и милоста кон оние што те сакаат и постапуваат според твоите заповеди. Го нарекува Бог небесен, величествен, страшен и верен. И почнува со Бог. Ние сите кога почнуваме со молитва, почнуваме со Бог. Така, Господе Боже, или Татко, или Божи, така натаму. Ама ој не само што му се обраќа со Боже или со Господе, туку некој прво го слави. Вика, еве кој си ти. Не река на Бог му треба да го потсетиме кој е, ама тоа е повеќе за нас. Оно на кој што јас му доаѓам, не е било кој. Богот на кој што јас му доаѓам е величествен, е славен, е вечен, е голем. И зошто Неемија започнува со овие карактеристики? Верувам дека причината зошто почнува со славење и со обожавање на Бог е за самиот себе се потсети дека овој Бог на кој што јас му доаѓам е голем Бог, е добар Бог, е верен Бог и е милостив Бог. Историјата наша го кажува тоа дека е милостив Бог. Не мора, кога доаѓаме кај Бог, не мора да доаѓаме буквално со овие исти зборови. Величествен и страшен го нарекува, го пази заветот, односно верен си, милостив си и така натаму. Ама верувам дека ова е многу добар пример за тоа како треба или како би било добро да му пристапуваме на Бог тогаш кога се соочуваме со лоши вести, со разочарување. Прво доаѓаме и се потсетуваме на тоа кој е Бог. Првото нешто кога доаѓам кај Бог, се надевам, ќе научиме да растеме во ова, не, Боже те молам помогни ми. Не дека има лошо во тие молитви, нема нешто лошо во тие молитви, ама ако можеме да се стремиме, прво се потсетиме кој е Бог. И потсетувајќи се кој е Бог, ние се потсетуваме дека имаме историја со Него. Дека не е прв пат да сме во неволја и дека не е прва прилика во Бог да ни избави. Дека Бог и претходно го правил тоа во нашите животи. Сетете се исто така на молитвата Оче наш во Новиот Завет. Пред да дојде до потребите, викаме, ти кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Почнемо со Бог, со Неговата слава, со Неговото царство, со Неговата семокност. И кога ќе почнем со Неговата семокност, и кога ќе продолжам со левот наш насушен или овие проблеми кои што Неемија ги кажува овдека, одеднаш изгледаат релативно мали во споредба со Бог. Кога Неемија ќе видиме после тоа, кога Неемија почнува и вика, Господе, ти си голем, ти си величествен, ти си славен, и на крај вика, дај ми милост пред очите на овој човек. Царот, еден од најките царови во тоа време, го нарекува овој човеков. Не е тоа непочитување, ама тоа е споредба. Кога ќе ги споредам Бог, кога споредам царот, знам дека се зависи од Бог.
Знам дека Бог го има последен збор. Царот, да, има важна положба, има важна позиција, некои работи зависат од него. Ама во крајна смисла, тој е само човек. И кога почнуваме со Божјата слава во нашите молитви, особено кога се соочиме со разочарувачки вести, со лоши вести, со некоја болка, кога почнуваме со Божјата слава, тоа на некој начин, таа молитва е на некој начин како плодна почва на која што нашата вера може да расте. Сега не викам дека треба да се молиме за нашата вера да расте. Ние се молиме затоа што зависиме од Бог, затоа што сакаме да го славиме, сакаме да го обожаваме. Ама ваквиот пристап, славата и пофалбата, кој ќе ги даде на Бог, ние сваќаме пред кого всушност доаѓаме. И верувам дека ни фали нас денес таа некоја стравопочит кон Бог. Да, он е наш татко, он е наш Господ, он е наш Бог, ама сепак е семокниот. Сепак оној кој што рече нека биде светлина и би светлина. Сепак оној кој што ги создаде звездите, кој што создаде се што гледаме околу нас. И така да, едно од правилните начини на кои што пристапуваме или би требало или било добро да пристапуваме во време на разочарување кон Бог е прво со слава на Бог. И вториот дел од молитвата е оно што може да го наречеме лична одговорност. Веќе прво на име доаѓа вика Господе, ти си славен, ти си голем, ти си верен, ти си милостив и така натаму, ама гледај какви сме ние. И вика тука ушите твои нека бидат внимателни кон нас, вика си исповедам за гревовите на израелците, сгрешивме, станавме престапници, не ги запазивме ни заповедите, ни наредбите, ни законите и така натаму. Со други збори, Боже, ти си добар, ама ние сме за никаде во ситуацијава. Ти си добар, ама гледај во колку лоша состојба се наоѓаме моментално. И тоа нема ништо лошо кога на Бог му кажуваме еве кои сме ние, еве каква е нашата состојба, еве како се чувствуваме, еве што направивме. Ова е исповед. Ние сгрешивме. Сега не викам дека во секоја животна ситуација кај што има струшени ѕидови, кај што има изгорени врати, дека ние ќе имаме лична одговорност. Некој пат одговорноста можеби нема да биде наша. Некој пат едноставно нешто се случува. Но барем се надам дека по Божја милост ќе бидеме доволно понизни да речеме Боже, барем да прашаме Боже, има ли некаква одговорност? Имам ли јас некаква одговорност во оваа ситуација? Требаше ли да направам нешто кое што не го направив? Или можеби направив нешто кое што не требаше да го направам? И интересното е тоа што Неемија, ѕидовите на Ерусалим беа срушени 140 години, отприлика 140 години пред оваа молитва. Че Неемија не бил роден во тоа време. Ама кога доаѓа кај Бог, вика сгрешив ме, не сгреши ја. Ова е многу често нашиот проблем. Боже, а ово ја сгрешија. Сега ли јас ли ќе им оправам ситуацијата, како беше? Вика, јас се поистоветувам со овој народ. Иако не ни бев роден тогаш кога се случи ова. Ама јас се поистоветувам со нив. Зошто? Затоа што многу тешко ќе ни биде да им помагаме на луѓето ако не се поистоветуваме со нив. Ако ти си грешникот, ти си таков, ти си однаков и сега жал ми, тоа што да правам. Не викам дека треба ја да признавам греф за тоа што некој друг го направил. Ама во овој пример Неемија вика сгрешивме зошто? Затоа што ние како народ сите заедно сгрешивме. Сгрешивме и што до сега чекавме ова да се поправи оваа ситуација. Затоа доаѓа и на некој начин, иако не се користат зборовите простени, ама ова исповед. Ова исповед вика Боже, ти направи нешто во однос на оваа ситуација. Ова е многу поразлично од менталитетот на Адам и на Ева кои што си ја префрлаа вината еден на друг и на некој трет. А за жал денеска живееме во свет во кој што се повеќе и повеќе се манифестира тој Адам менталитет. На се некој друг ми е крив што јас не сум таму кај што сакам да бидам и таму кај што треба да бидам. Крив ми е професорот во школа, класната не ме сакаше, па затоа вака испадна, крив ми е родителот, крив ми е овој, криви ми се политичарите и така натаму. Не викам дека другите луѓе немаат влијание со нивните одлуки врз нашите животи, ама верувам дека од библиска гледна точка промената доаѓа тогаш кога ќе речеме Боже, која е мојата одговорност? А не он е крив, она е крива, овој вака напред, тој така кажа. Која е мојата одговорност во оваа ситуација? А дека другите може да направат нешто што ќе не повреди, може да направат нешто кое што ќе ни уназади некој пат во животот. Дефинитивно се случува и се случувало. И ќе се случува.
Ама сепак тоа не ја негира фактот дека ние би требало да дојдеме кај Бог да речеме: Боже, што ти сакаш јас да направам во оваа ситуација? Која е мојата одговорност во оваа ситуација? Што е тоа што по твојата волја сакаш јас да го превземам? И еве го 8 стих вика: но присети се на зборот што му го беше дал на Мојсе. Вика: ние сгрешивме, не поставивме согласно твојата волја, но ти си милостив Бог. Ти вети дека кога ќе се најдеме во таква ситуација, дека ти ако се покаеме, бидејќи вика, ако ќе се обратите кон мене и ќе ги пазите моите заповеди и ги извршувате, тогаш макар да сте изгонети на крајот од небото, и оттаму ќе ве приберам и ќе ве одведам на местото што сум го одбрал, за да го воведам таму името свое. Со други зборови, покајанието е патот до промената. Многу често. За нас лично секој пат е така. Некој пат ќе се каме, можеби другите луѓе нема да се променат, ама нашите животи ќе се променат. Бог не му вети на Мојсей: вие кога ќе се најдете во лоша ситуација, јас тек така само ќе ви избавам. Не, кога ќе се покаете, кога ќе се обратите кон мене и ќе ги пазите моите заповеди, тогаш ќе дојде промената. Тоа беше Божјото ветување. Ама кога му вели Неемија на Бог: присети се на зборот што му го беше дал на Мојсе, тоа не значи дека Бог заборави. Бог нема проблеми со памтењето. Ама кога вели присети се, на некој начин кажува, Неемија вели: јас знам што си кажал, ти знаеш, Боже, многу добро што си кажал, и те молам, присети се, всушност значи ова: те молам, исполни го сега. Не за 50 години. Не ќе биде еден ден. Кога ќе доаѓаме кај Бог и кога речеме: Боже, присети се дека ти ми вети победа над гревот, ама ја уште се борам со овој грев. Кога велам присети се, мислам, дај ми сега сила да се борам со овој грев. А не, ајде, има време. Не, сега во оваа конкретна ситуација. Ама тоа што е многу важно да го имаме на ум кога доаѓаме кај Бог. И ова верувам дека е многу добра реакција кога доаѓаме кај Бог и се соочуваме со некоја болка, со некоја разочарување, да бараме помош од Него. Ама да е исклучителна важност за да може да кажеме присети се и да знаеме што Бог кажа. И тука доаѓа познавањето на Божјиот збор како еден многу важен елемент во нашите молитви. Не можам ја да дам кај Бог да му речам: присети се што си кажал, ако не знам што кажам. Тоа не значи дека молитвите, дека ако не ја знаеме Библијата, дека не можеме да се молиме. Далеку да е тоа. Човек може да не знае ни 3 збора од Библијата да ги склопи еден од друг, ама пак да се моли Бог да му слуша молитвата. Ама ако сакаме да растеме во молитвата, добро е и корисно е да се молиме во контекст на тоа што Бог ни го открил. Неемија не бара нешто кое што е само во неговите замисли. Колку би сакала да е вака, ај сега те молам, исполни ми мојата желба. Некој пат Бог ќе исполни наши желби, не викам дека не. Ама генерално гледам, Бог се обврзал да го исполни тоа што го ветил. И во овие стихови не му вика: исполни го тоа што Боже ти го вети. Не викам дека познавањето на Библијата е предуслов за молитва. Ама ако сакаме да растеме во молитвата, добро е да имаме добро познавање на Божјиот збор. 10 стих. Вика: тие се твои слуги и твој народ, што си го откупил со големата своја сила и со моќната своја рака. Не можеме 100% да бидеме сигурни за што станува збор во овој стих, ама големи се шанси дека станува збор за избавувањето од Египет, бидејќи цело време Неемија се во молитвата го спомнува Мојсе и тој контекст. Така што се сеќавате дека Бог ги извади израелците од Египет и ги воведе во ветената земја. Ама во овој стих, во 10 стих, Неемија се подсетува на Божите дела од минатото. Боже, се подсетувам, првиот стих, мислам првиот дел од молитвата. Боже, јас се подсетувам на тоа кој си ти, небесен, величествен, страшен, верен, милостив и така натаму. Се подсетувам на твоите ветувања, 8 и 9 стих, и 10 стих, се подсетувам на твоите дела, тоа што ти до сега го направи за нас. И преку овие зборови Неемија вика: ние како народ Боже имаме историја со тебе. Не ни е прв пат. Не се запознаваме сега. Ние сме ги виделе твоите дела, ние сме го виделе твоето избавување. Ние знаеме што значи да се надеваш на Бог и Бог да те извади од некоја ситуација која што ги речеш ова е невозможна мисија. Не знам како ова ќе заврши.
И Бог ти извадил од таа ситуација. И Неемија вика, сега се наоѓаме пред една слична ситуација. Ама сме ги виделе Твоите дела, Господе. Сме биле сведоци на Твојата добрина, сме биле сведоци на Твојата милост, сме биле сведоци на Твојата грижа. И затоа ги бараме овој пат повторно. Не ги заслужуваме, грешни сме, ама ги бараме повторно. И така што верувам дека покрај другото, моменталните лоши вести или моменталните разочарувања треба да бидат поттик да се навратиме малце назад. Да се навратиме назад на нашите гревови, вистина, на нашата одговорност, што е тоа што сме го направиле, а исто така да се вратиме назад на Божјата грижа, на Божите чуда, на Божите дела. И токму тоа го прави Неемија во овој стих. И на крајот, 11 стих вика, ти се молам, нека биде увото Твое внимателно кон молитвата на Твојот слуга и кон молитвата на Твоите слуги, кои сакаат да го стравопочитуваат името Твое. Помогни му денес на Твојот слуга, се мисли Неемија, се моли за сам себе, и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Тогаш јас бев винар кај царот. Што прави Неемија? Волонтира. Јас сум Господе. Ако нешто сакаш да направам, мене. Знам дека сме криви сите, но гумина знае во тоа време дека ѕидовите во Ерусалим беа срушени. Сите евреи знаеа дека вратите негови се изгорели. Ама само еден рече, Господе, еве мене. Не верувам дека ова треба да не води во некој месијански комплекс кај што ние ќе ги решаваме сите проблеми и во црквата и во домот и кај пријателите, ама верувам дека треба да биде поттик да се запрашаме што е тоа што јас може да го направам во оваа ситуација. Или Господе, еве мене, ја барам Твојата милост. На некој начин како Неемија да вели, сакам да знам што е тоа во рамките на мојата одговорност и сакам да го сторам тоа што е во рамките на мојата одговорност. Не се обидам да го спасам светот, не се обидам јас се сам да направам, ама тоа што можам да го направам, Господе, те молам, дај ми милост и дај ми начин. И Неемија сваќа дека молитвата не е замена за мотика, ако може така да кажеме. Дека јас ке се молам, Господе, ѕидовите се срушени, ние сме грешни, гледа колку ни е лоша ситуацијата по дома, во црквата и така натаму. И не знам, ама ти праиш што ќе праиш. Туку вика, која е мојата одговорност и што е тоа што ти сакаш јас да го направам сега во оваа ситуација? Што е тоа што зависи од мене во оваа дадена ситуација? Ја не верувам дека ако дека Бог ќе се сиднеше од небото и ќе градеше ѕидови во тоа време во Ерусалим. Не верувам дека Бог така действува. Има струшени ѕидови, Неемија му се моли на Бог и Бог вика, важи бе, јас ќе земам мистри и ќе земам малтери сега дома и сега ќе правам ја ѕидови. Не, Бог сака да ги исползува луѓето. Бог сака да исползува тебе, да ми исползува мене за одредена ситуација. Зошто вика, те молам, дај ми милост. Вика, воведи го во милоста пред очите на тој човек. Затоа што неколку години претходно царот рече нека престане работата на ѕидовите. Царот рече има опасност. Ако овие евреите ги изградат своите ѕидови, ќе се побунат после некое време и ќе отфрлат нашата власт и нашиот авторитет. И затоа рече, не, почнаа со изградба, ама нека не градат веќе, зошто бидејќи има опасност од нив. И сега Неемија доаѓа ке Бог вика, Боже, јас те молам да даеш царот да се предомисли. А царевите биле луѓе со големо его. Он ако каже вака и вака ќе биде, нема тука што да се предомислува. Ама Неемија вика, Боже, за тебе не е невозможно. Истиот овој цар кој што виде опасност од изградбата на ѕидовите, дај му сега нека види прилика во изградбата на ձидовите. Изгледа како невозможна мисија. Ама Бог, и Неемија му вика на Бог, смени му го срцето на царот. И знам дека некои од нас сме ги молели овие молитви долго време и ни промен не има ни ништо. Чак некој па дури на полошо оди. Ама овие стихови се добар доказ дека Бог навистина може да ги смени срцата на луѓето. Како нашите, така и на оние кои што се со нас, до нас и делат живот со нас. И тоа што му го вели Неемија на Бог е, Боже, ти си величествен, ти си семоќен, ти си верен, ти си милостив. А царот? Само човек. Ништо повеќе. И се надам дека ќе учиме така да ги гледаме луѓето и така да го гледаме Бог.
Ова не значи непочитување кон луѓето. Ова значи знам дека во споредба со Бог они го немаат последниот збор во животот. Они го немаат последниот збор со тоа што ќе се случи со мене, со тоа што ќе се случи општо и во светот. Знаеме дека луѓето го немаат последниот збор за се што се случува. Секојдневно читаме, гледаме вести што се случува и војни, и проблеми и така натаму, ама последниот збор го имал секој пат и ќе го има самиот Бог. Така што секој пат кога се соочуваме, и интересно на крај вика, тогаш јас бев винар кај царот. Ова намерно го пишува, затоа што вика, бев во таква позиција во тоа време, кај што Бог стварно можеше да ме исползува за негова слава. Со други зборови, не беше случајно што се најдов на тоа место, во тоа време, помеѓу тие луѓе. Не беше никаква случајност. И библиски гледано во контекст на Божиот план, на Божјата сувереност, можеме истото да го кажеме и за нас. Не е случајност тоа што се таму каде што си. Бидејќи Бог сака да бидеме Негово сведоштво и сака да бараме Неговата волја и да извршуваме Неговата волја таму каде што сме, помеѓу луѓето со кои што сме. Така што кога се соочуваме со непосакувани вести, со разочарувања, со лоши вести, имаме две опции, не заборавајте. Или ќе паднеме во духот, или ќе паднеме на колена, да се молиме на Бог. Тие две опции се, нема трета опција. Ако го направиме едното, ќе си има одредени последици, ако го направиме другото, ќе си има одредени последици. Ама книгата Неемија е многу добар доказ дека да, срушените ѕидови и изгорените врати се реалност на животот. И секој од нас ги има, и секој од нас ќе ги има. А ми има уште една многу поважна реалност во животот, а тоа е дека Бог е жив, дека Бог е милостив, дека Бог действува и дека по Неговата милост тие нешта може да се поправат. Но, важен аспект на сето тоа е, Боже, сгрешивме, покаяние, и Боже, што е тоа што Ти сакаш јас да го направам оваа ситуација? А тоа е лична одговорност. Се додека не преземеме лична одговорност, пак ќе речам, не значи дека ова треба да се тепаме за секој проблем, ама ако стварно дојдеме кај Бог понизно да прашаме, Боже, која е мојата одговорност во оваа ситуација, Бог ќе ни покаже. Бог ќе ни рече, еве ти го мојот благослов и иди и реши ја оваа ситуација. Токму тоа го направи со Неемија. И верувам дека тоа е Неговата волја за нашите животи.